الحمد لله الذي جعل في تعاقب الليل والنهار عبرة لأولي الأبصار. أحمده وأشكره على نعمه الغزار، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mu iskažujem blagodarnost na Allah dželle šanuhu, koji odredi vo promenata na denot i noćta, da ima pouka za onije koji se obdareni s razum. Mu izrazujem blagodarnost i slava, pored njegovite brojni blagodeti i darovi. Istovremeno mu donesuvam salavat i selam na najpočesniji od pejgamberite i verovesnicite, Muhammed sallallahu alaihi wasallam, vrz njegovata česna familija, ashabi, tabiin i site iskreni sledbenici na ovoj din. Se naođame vo den od džuma, koji se smeta Idul Uzbu, koji se smeta praznik na nedelata, praznik na sedmicata. Sekoj jedan narod go vozvišува и го слави својот празник, се радува со неговото повторување и доаѓање. А како да не се радуваме ние, следбениците на Исламот, кога ни доаѓа најголемиот празник, празникот на денот на џума, за кој Аллах возвишениот не почести откако во тој ден залутаа евреите и христијаните. Вели пегамбер саллаллаху алейхи ва селлем: "Едалла Аллаху анил џума мен кане каблена." Оние кои беа пред нас заскита и залутаа кога е опрашање на џума. Евреите го избраа денот на сабота, додека христијаните ја избраа недела. Феджа Аллаху бина фехедана ли јаумил џума. Потоа дојде Аллах и не упати во денот на џума. Па така, џума е ден на муслиманите, сабота ден на евреите и недела ден на христијаните. وَكَذَلِكَ هُمْ لَنَا تَبَعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Исто така и на судниот ден тие ќе бидат оние кои ќе не следат нас. نَحْنُ الْآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا. Ние сме последни дојдени на овој дуњалук. وَالْأَوَّلِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Меѓутоа први на судниот ден кој ќе ни биде просудено пред сите створение. Овој хадис го пренесува има Муслим. Денот на џума, како што спомнали нашиот пегамбер Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, е хајру јаумин талиат алейхи шамсу јаумул џума. Најдобар ден во кој изгрева сонцето е денот на џума. Зато овој ден е голем ден, возвишен ден за оние кои се обдарени со ум и со разум и со цврст иман, го искористуваат максимално од излегувањето на сонцето па се до заоѓањето. За жал, голем број на муслимани во овој ден не работат, па затоа го поминуваат во спиење, во прошетка, во авантура. Жените го користат за излегување на пазар и некои други работи. Затоа вредноста на овој ден најдобро ни ја објаснил Ибнул Каим во неговата книга Задул Маад, дека од патоказот, од упатството на пегамбер салаллаху алейхи ва селем таъзиму хада ал-јаум ва ташрифу. Од праксата на пегамбер салаллаху алейхи ва селем беше возвишување, почестување на овој ден со посебни ибадети за разлика од другите денови. Дури улемата расправа дали овој ден е повреден од денот на Арафат. Па затоа Ибнул Кајум вели дека овој ден брои најмалку 30 одлики и вредности кои ги поседува овој ден. Ние со помош на Аллах Джелешануху и со помош на некои аргументи од хадиси ќе се потрудиме да ви ги наведеме овие вредности и овие одлики на овој ден. Сега ќе ги наведеме неколкуте вредности кои ги поседува овој ден. Првото е ден кој се повторува седмично, па затоа се забранува да се пости тој ден одделно, за да се разликуваме од евреите и од христијаните.
со цел верникот да се заекне во послушноста во ибадетот на Аллах Джелешануху, од намаз, дова, садака и слично. Тој е ден кој е наречен Јаумул Мезид, додатен ден, бидејќи возвишениот Аллах Джелешануху им се појавува на верниците во џеннет. Возвишениот Аллах Субханаху ва Таала вели: "Валедейна мезид", и кај нас ќе имаат додаток. Енес ради Аллаху анху вели: "Јетеџелле лехум фи кулли џума", дека возвишениот Аллах Джелешану им се појавува на верниците во џеннет секоја џума. Трето, тој е најдобар ден, како што спомнавме. Хару јаумин талеат алейхи шамсу јаумул џума. Најдобар ден во кој изгрева сонцето е денот на џума. Четврто, во тој ден постои еден час, еден момент кога довата се прима. Па вели пегамбер салаллаху алейхи ва саллем: "Фихи саа ла ювафик абдул муслим ва хуа қаимун юсалли ясъл Аллаху таала шејен илля атаху Аллаху ијаха." Во тој ден има еден момент, ако верникот, муслиманот го потрефи тој час, додека клања или се моли барајќи од Аллах нешто, тоа ќе му биде удоволено. Пето, вредноста на добрите дела во овој ден. Бидејќи пегамбер салаллаху алейхи ва саллем рекол: "Хамсу мен амелахунне фи јаумин кетебеху Аллаху мин ахли џенне." 5 работи кои ќе ги направи во еден ден, возвишениот Аллах Джелешану ќе го запиша во жителите на џеннет. Кој ќе посети болен, кој ќе присуствува на џеназе, кој ќе пости, кој ќе оди во денот на џума, за денот на џума, за намазот на џума и ослободи роб. Кој ќе ги направи овие 5 работи, тој ќе биде запишан кај Аллах од жителите на џеннет. Овој хадис Албани го смета за сахих. Шесто, дека во овој ден, во денот на џума, ќе се случи кијамет. Поради хадисот на пегамбер алейхи селам: "Вала такуму саа илла фи јаумил џума", и нема да настапи крајот на свет, кијаметскиот час, освен во денот на џума. Седмо, тој е ден во кој најпоќе се бришат лошите дела. Пошто пегамбер салаллаху алейхи ва саллем рекол: "Кој ќе се избања за денот на џума, се очисти со најдобра чистотија и стави најдобар мирис, и потоа дојде во џамија без да одделува двајца, потоа клања она што му е одредено и молчи додека имамот говори, Аллах Джелешануху ќе му ги прости гревовите меѓу таа и претходната џума." Осмо, оној кој оди за џума има голема награда. Пегамбер салаллаху алейхи ва саллем рекол: "Кој ќе оди во денот на џума, за секој чекор ќе му биде пишан дело, за секое дело ќе му биде пишано како да го правил цела година, и награда како да постел цела година и да се клањал цела година." Џума, од едната џума до другата џума, е откуп и опрос на гревови меѓу нив, и плюс додаток уште 3 дена. "Мен ектаселе thumma ата џума", рекол пегамбер алейхи салату ва салам, кој ќе се искапе за денот на џума и потоа порани и дојде без да јава на некое превозно средство и се приближи до имамот да го слуша и не зборува, ќе има награда за секој чекор, 1 година добро дело и пост и клањање на ноќен намаз од цела година. Друга вредност која има овој ден е садаката во денот на петок, во денот на џума е повредна. Познатиот Алим ибн Каим рекол: "Садака поделена во овој ден во однос на другите денови од неделата е како садака поделена во месецот Рамазан во однос на другите месеци." Потоа денот на џума е неделен празник и ден на радост. Од Ибн Аббас се пренесува дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва саллем рекол: "Навистина Аллах овој ден го направил празник, и кој го дочека петок, нека се избања.
Овој хадис го пренесува Ибн Маџе. Затоа, почитувам брате во Ислам, посвети му на петокот посебно внимание во однос на другите денови од неделата, умилкувајќи му се на својот Господар со разни видови на ибадет. Еве неколку препораки во таа смисла. Убаво е во сабах намазот во петок да се учи суре Сежда и суре Инсан, бидејќи тоа било пракса на пејгамбер алейхиселам. Убаво е во денот на џума да донесува што повеќе салавати на Аллаховиот пратеник Мухамед алейхиселату васелам. Бидејќи пејгамбер алейхиселату васелам рекол: во тој ден донесувајте салавати на мене, бидејќи вашите салавати на вистина допираат до мене. Во овој ден, како што спомнавме, е добро верникот да се очисти, да се дотера и да ги облече најдобрите облеки. Убаво е да се порани на денот на џума. Овој суннет, речиси, да веќе замрел во нашите средини. Луѓе доаѓаат на џума и стојат во дворот на џамијата, без да влезат внатре да слушаат од дерс, или да клањаат, или да учат Куран. Ебу Хурейре пренесува дека пејгамбер салаллаху алейхи ва селем рекол: кој ќе дојде на петок, мелеките застануваат на врата од џамија и секој го запишуваат еден по еден. Пример на оној кој порани на џума е како оној кој заклал камила за курбан. Оној кој ќе дојде втор како да жртвувал крава за садака, а оној кој ќе дојде како трет како да жртвувал овца, четвртиот како да жртвувал за садака кокошка, а петиот јајце. Па потоа кога дојде имамот и седне на мимберот, мелеките ги затвораат своите страници и седнуваат да слушаат зикр. Убаво е, брате муслиман, во денот на џума да го проучиш суре Кеф. Се пренесува од Сејид ел-Худри дека пејгамбер салаллаху алейхи ва селем рекол: кој во петок ќе ја проучи сура Кеф, ќе му биде дадено светло нур помеѓу двете џуми. Затоа во овој ден се забранува да се пости и ноќта да се одроди со намаз, за да човекот утре дента во денот на џума има поголема сила и кувет за тој ден да го проведе во ибадет. Петок е символ кој треба да го закнеме нашето единство, нашата љубов и солидарност. Заради тоа треба да настојуваме во овој ден да го исполниме со служба на Аллах Джелешануху. Во тој ден Аллах Джелешануху им дарува посебна чест на верниците. Затоа го молиме Аллах Джелешануху да не израдува со наградите кои им ги нуди на верниците.